Неказнивоста на политичарите и други високи функционери, како и нивното лесно бегство од државата, се лоша порака до граѓаните, сметат познавачи на приликите. Последниот случај со бегството на поранешниот вице-премиер во македонската влада Артан Груби, како и на екс-директорот на државна лотарија Пырпарин Бајрами, се само доказ за тоа. За нив веќе е распишана и меѓународна потерница. Поранешната шефица на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција Вилма Русковска за Гласот на Америка вели дека неказнивоста била озаконета уште со последните измени на кривичниот законник, кога скандалозно биле намалени казните. Например, вие имате случај некој да ви украде новчаник на улица, ќе добие многу поголема казна затвор, отколку некој ако украде милиони од државата. Чи во секој случај се негативни пораките кон граѓаните. Но според мене пак извор на сето тоа е се измените на кривичниот законник. Според неа, работите може да се вратат во некаква нормала, кога би стапил на сила новиот кривичен законник, во чија што изработка учествувала и таа. А таму, мислам си се третираат кривичните дела онака како што треба да се третираат. И сметам дека подитно треба да се достави тој кривичен законник, новиот што го спремивме, до собранието. За да граѓаните, мислам, сепак им се роди повторно некоја надеж дека сепак правда може би ќе има. И Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка, смета дека ова кај граѓаните остава лоша порака. Може да се подразбере така дека се уште политичарите може да се излечат од криминални дејанија без да одговараат за тоа. Кржаловски додава дека последните случувања со бегството на Груби биле за очекување, иако во прво време самиот тој демантирал дека е во бегство, а сега поставува услови за евентуално враќање откако било покренато обвинение против него, што ја потврдило тезата дека се работело за бегство и дека не е подготвен да се јави пред лицето на правдата. Има и тези, нели, дека може би ова одговара на сите за да нема турбуленции во и немири во општеството, со евентуално негово притворање, затворање, осудување и слично, што може да предизвика, нели, протести и слично. Така да на некој начин може да се смета и дека е може би договорен, што од друга страна па го руши ја да руши довербата во институциите и во системот. Русковска па ги повикува политичарите да не се мешаат во работата на судството и полицијата. Нашиот премиер, денови вон своите ингеренции, зборуваше дека ќе има големи апсења, ќе има големи приведувања, што апсолутно не е негова работа. И е недозволиво тоа да го прави. Така да, на некој начин, овозможи не само на Груби, и на припадниците на Беланусо да Рачиново да избегаат. Освен Груби, и екс-премиерот Никола Груевски е во бегство и се наоѓа во Унгарија, откако беше осуден за неколку кривични дела, и двајцата се на црната листа на Соединетите Американски држави. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.